Лидерите на 27 земји членки на Европската Унија и британската премиерка Тереза Меј се согласија со уште едно одложување на рокот на Брекзитот, односно заминувањето на Британија од Унијата. Тоа, како што е договорено на вонредниот самит во Брисел, би морало да се случи до 31 октомври година. По самитот, председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека станува збор за флексибилно проширување, односно дополнителни 6 месеци за Британија да најде најдобро можно решение. During this time, the course of action will be entirely in the UK's hands. It can still ratify the withdrawal agreement, in which case the extension will be terminated. It can also reconsider the whole Brexit strategy. Ако договорот за повлекување на Британија биде ратификуван од двете страни пред овој датум, повлекувањето ќе се случи на првиот ден од следниот месец. Унијата инсистира и на тоа дека ако Британија се уште е членка на блокот и ако не го ратификува договорот за повлекување до 22 мај, таа мора да одржи избори за Европскиот парламент. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер предупреди дека дополнителното време нема да се искористи за понатамошни преговори. Како одговор на тоа, британската премиерка Тереза Меј изјави дека таа верува ути Британија треба да ја напушти Европската Унија со договор што е можно поскоро. And vitally, the EU have agreed that the extension can be terminated when the withdrawal agreement has been ratified, which was my key request of my fellow leaders. Францускиот председател Емануел Макрон објасни зошто евролидерите се согласиле на вакво одложување. Qu'est-ce qui nous a convaincus qu'il fallait octroyer un nouveau délai? Le fait que pour la première fois depuis 2 ans et demi, Theresa May nous a expliqué qu'elle avait déclenché une discussion avec le Parti travailliste, ce qui est une première depuis des décennies dans le système politique britannique, et que ceci pouvait la conduire à obtenir une majorité. Европската Унија планира да го разгледа напредокот на ситуацијата со Брекзитот на својот летен самит во јуни.